Сановски, најпрво би сакал да ви се заблагодарам што еве издвоивте малку време за едно така интересно Дубај Нјуз портал, каде што накратко би сакал да се осврнеме на моменталната политичка ситуација во Македонија и се разбира партијата за Европска НП. Обично со прашања ќе одиме со неколку прашања по редов се така, доколку имате нешто да ме дополните, слободно можете да не коригирате и поправите. Па како прво прашање би сакал да ми одговорите како оценувате моменталната ситуација во Македонија, во која денес се наоѓа? Благодарам на поканата за едно вакво интервју за вашиот ценен портал Дубај, кој што, како што ми е познато, посебно е доста читан во нашите региони. И се надам дека и тој портал е посебно направен точно за нашите региони, кој што ги сумира проблемите, гледа што се случува и на политички, на сите и на било која сцена во овој регион и во цела Република Македонија. Пред све, политичката ситуација, прашањето беше во Република Македонија и сите знаеме дека во ова година, 2015 година е катастрофална на ниво на држава. Видовме што се случува во почетокот на оваа година со објавувањето на така наречените бомби. Знаеме дека од изборите од 2014 година опозицијата не влезе во собранието, тоа го направи сега, некој месец. Значи, една катастрофална ситуација која што со помош на меѓународната заедница се гледа да се најде излез од оваа тешка ситуација. Мислам дека Република Македонија во последните 20 и неколку години од освојувањето не била во потешка политичка ситуација. Затоа сигурно дека најголем придонес донеле владеачките партии кои што се во задните 10 години на власт, кои што направиле една катастрофална ситуација не само во политиката, туку и во економијата, во животот и во све што се случи во држава, во сите сфери. Знаете дека толку големи притисоци, толку направени се да, гледајќи ги сите извештаи од меѓународната заедница и од State Departmentот, секој се забележува дека Македонија не да напредува, туку назадува во однос на човековите права, во однос на во сите сфери, во однос на медиумите и во све друго. Знаете дека секој извештај е посебно акцептиран и даден на посебно значење на судството. Јас и како ево политичар, 10 години се бавам со политика, ми е јасно дека ако една држава е столбот на една држава е независно судство, а нашето судство е комплет политизирано. Така да, ако почнеме само то, понатака дека целата држава ни е политизирана, од палка на неколку луѓе и таа политичка ситуација на прашањето, моја следница изборови е катастрофална. Освен во провладените медиуми, каде се идеално. Сега видите, ако гледате Сител и Канал 5, мислиме, понекој се мислам дали ние живееме во Швајцарија или во Македонија. Така да, тоа се медиуми кои што живеат и се платени од сегашната власт, дури и во албанскиот блок, ако гледате, една алса телевизија која што беше независна и која се беше реално ги напаѓаше и што треба секоја телевизија која што е независна да ги и пофали и нападне власта. Гледајќи го, пошто со Мухамед Зекири бев сум пријател и го прашувам зошто замина, вика не можев да издржам на притисоците што ми се прави за да морам да ја поддржувам власт. Власта е и туј, не е само ова мора да помогне. Така да тие независни медиуми, гледајќи ги, тие медиуми кои што се под капа на власта, гледајќи ги во Македонија е супер, одлично, ама на терен ситуацијата на жалост е поинаква, граѓаните самите го гледаат тоа дека е катастрофа, но имат работи што граѓаните не можат да ги видат. Тука имате и многу задолжувања. Ова власт ги купува, до сега изборите и пак повторува за наредните избори да ги купува. Гледате дека на пензионерите им дига 600-800 денари, на бесплатни превози.
Но тие пензионери треба да сватат дека тој со едно 600 или 800 денари што ќе му ги даде за повисока пензија, од друга страна го задолжува и неговите деца треба да со 2000 евра. Значи, така да оваа власт навистина направи една катастрофа и политичката ситуација ја донесе до едно многу катастрофално ниво во ова држава. И мислам дека време е секој нормален човек да стави прст на глава, што викаме ние понашки, и да размисли дали е добро. Ако му е добро, па нека оди, нека го подржува понатака. Ја мислам дека 90% од населението не е задоволно од целокупната ситуација во ова држава. Да. Значи тука некаде е начинот кој се осврнавме на ова прашање кое што е актуелно. Понатаму ме интересира лично сега вас како председатели нормално на партијата за Европска иднина. Извесен период ве немаше на политичката сцена и јавност. Така да голем број, така се отвори простор на спекулации дека партијата за Европска иднина повеќе не дај Боже, не постои, па веќе се расформира. И се отвори простор за секакви спекулации. Дали може, мислам, ние тој период го анализиравме од веднаш после завршувањето на парламентарните избори, тоа беше, мислам, кога бевте во коалиција со ДУИ, вие тогаш поднесавте така оставка, веднаш, мислам, нека беше тоа, свикавте конгрес, се остави некако простор, мислам, овој период ние го деливме на два дела, потоа имавте собир во хотел Дрим, каде што најавивте нови промени во партијата, па повторно имавте така еден празен простор се тоа. Само, значи, не бевме во коалиција во 2014 година со ДУИ. Ние на изборите во 2014 одевме сами на избори. Со 2013 година локалните избори. Така да, ево, го разбрав прашањето. Јас и на прославата на 10 годишнината на ПЕИ во хотел Дрим пред неколку дена кажав дека сум еден од првите основачи и моја беше иницијативата за формирање на партија пред 10 години. И партијата функционира 10 години, реално функционира и секако како и секоја партија има и падови и успони, што е нормално. Јас во овие 10 години сум задоволен од работата по поголем дел на партијата за една мала партија. Имавме избори во 2006 добри гласови, во 2008 пак имавме пратеник, значи самостојно и 17-18 гласови имавме во 2008 година. 2011 знаете дека имавме коалиција со СДСМ после случувањата што беа во и на политичката сцена и сите тие проблеми што се случува со мене, со апсење на цели фамилии, така да притисоци. Јас и кажав и на таа прослава дека единствени големите тие партии кои што се на власт и ДУИ и ВМРО ДПМН од 2008 година па натака до крај до сега работеа на растурање на ова партија. Во 2014 година прашањето што го поставивте ние... Мислам, дали имаше и натрешно обиди за такви... Значи, ние во 2011 година, знаете, имавме 3 пратеници, плюс имавме 2 од таа еден пратеничка група. Јас се изборив тогаш со тогашниот председател Бранко Црвенковски да добиеме 3 пратеници и реално имавме гласови претходно за 3 пратеници, тоа не беше поклон, него е заслужено. Од случувањето 2011 до 2014 некој од нашите челни луѓе сигурно го искористија тоа и да лично и профитираат, но и да не работат по терените. Така да во 2011 до 2014 година и локалните избори во 2013 година се виде дека почнува некој мал раскол во партијата, дека се гледа некои повеќе лични интереси за профити. Иако таа коалиција во 2013 бевме сите договорени дека ќе одиме во коалиција со ДУИ, некои од нашите луѓе реално по терените не работеа и се договараа и со други партии и на локалните избори се виде дека буквално и договараа и со ДП, договараа и со ВМРО, договараа и со ДУИ, надвор од политичката структура, од централниот одбор на партијата. Дека во 2014 година ние се размислувавме, имавме помин да одиме во некои коалиции. Јас отворено ќе кажам, дури тогаш и со ВМРО да помане разговаравме, не беа уште бомбите кажани, затоа беа отворени сите опции.
Ние како партија имавме средби со Груевски и со целокупниот тим на ВМРО ДПМН. На средбата со Груевски пред изборите, пред да се прават листите, јас нормално како председател на партијата барав да имаме 20 пратеници барам, а ако не 3, тие не сака да дадат ни еден пратеник и тој ми вика, немој надвор кога ќе излезеш, ќе се стопниш на тие први луѓе што ти се до тебе, тие се со мене и дека тие ќе работат за нас. Доволно е само да видите во коалиција. Значи, дори ги знам и снимките, дека тие од луѓе, неколку што се, одеа посебно од независно од партијата, мимо партијата, кои што беше на централен одбор, да се договарат дека ќе подржат ВМРО ДПМН. Јас тогаш реков дека тоа не беше став ваш. Не беше не само мој, не беше став на целокупниот централен одбор на партијата. Ние донесавме, јас никогаш сам не сум носел одлуки, навистина демократски, на сите одлуки што се носеа, дури на некои одлуки не сега да гласам, да не биде дека ги насочувам луѓето. Демократски се носе и демократски бе имавме договорено дека треба да нешто добиеме. И сега, од тој период, некои од нашите повисоки челници во партијата сака да го искористат за лични профити. Затоа јас тогаш и одлучив, и на централниот одлучи, дека одиме сами на избори и отидовме сами на избори, но со сите случувања што ми се десеа мене во 2011 година, со сите проблеми и со сите притисоци од оваа власт, ако кажувам, наназад не е се само рушењата, толку многу притисоци, јас и не бев толкова можност да толку по терените одработиме и отидовме сами, али буквално скоро никој не работеше и пак мислам дека имавме околу 3.500 гласови. Али се докажа дека навистина точно што кажуваше Груевски, дека во одредени региони тие што се челниците работат и за нив и се докажа на изборите во 2014 година по гласовите. Каде што нашиот пратеник, ќе ги кажам, во Река, од неговото село има 7 гласови. Актуелен пратеник кој што земал пари од ние сме го ставиле да биде пратеник, никогаш не можел да биде. 7 гласови сам, значи не гласали неговите. И секако и нашиот пратеник тука во Подгорци, ево вие кои што сте во Подгорци, не треба да ме забележат, но се видат гласовите, нека се видат, дека бе поделени и на ВМРО, и на ДУИ, и на ПЕИ, што никогаш не било така. Да. Значи, тој е доказ дека имало луѓе кои што работеле позади и за пропаст на партијата. После тие избори јас навистина револтиран од сето тоа ми дојде све преку глава, реков јас и реално е доволно да биде 10 години сум 9 години председател на партијата, ево ја работите, терете напред. Не, партијата не се згасна, значи, партијата функционираше, сите структури на партијата, сите структури на партијата функционираа, и централен, и местните организации, и општинските. Едноставно јас како председател, реков се повлекувам председател, но тука сум со вас. Ја не реков дека се бегам од партијата. Гледајќи дека немаше никакви случувања, сепак малку активност имаше од 2014 година па навака. И слушајќи ги на крај во почетокот на оваа година и тие бомби, мене навистина почна да ми врие и гледав дека некако нема многу голем интерес за да се работи по терените и затоа пак повторно преземав иницијатива и ако дадов оставка која не беше ни прифатена, требаше да се свика конгрес и на конгресот да се верифицира оставката и да се избере нов председател. Значи, затоа и на секои 4 години нели се пререгистрира секоја политичка партија, не само нашата. Јас гледајќи дека малку има активност по теренот, летото, и свикав, многу брзо, за 2-3 дена ги собрав на 1000 гласови, што е навистина добро. Значи, видов дека навистина постои пак интерес и партијата живее. Со самата пререгистрација за 2-3 дена се собират 1000 потписи на нотар. Така да, мислев дека не може би се време пак да дадам оставка и јас, пошто сум дал не писмена оставка, него така, од некој револт од сите случувања на изборите во 2014 година, мислам дека имам сила да ги истерам со нашата партија, кој што не да постои, него постои то како, јас ги проверив сите терени, ги работев на овие месец-два. Има уште буквално интересот скоро и истие,
И реков дека овие избори сакам да ги истерам со партијата. Понатака, нека да победиме, да добиеме она што заслужува, ќе видиме дали ќе останам понатака. Но овие избори јас сум тука со мојот народ, со торбешите, заедно. Тука ми демоте во прашањето сега во дело. Значи, и ќе бидам максимално присутен повеќе него што бев и од порано. Ево, одма ќе кажам за вашиот портал дека немам амбиции да бидам пратеник. Не сакам да не биде дека ова фија ќе трша за да биде пратеник. Сакам да биде пратеник некој од кај нас, дали од Подгорци, од Лабуниш, од нашите села, од Октис, од било каде, но фија ќе биде председател и ќе трча максимално уште повеќе него 2006, 2008 и 2011 година. Вака тука морам да потенцирам на тоа прашање, кај што рековте за торбешите. Обично имаше пред неколку во месеци назад, посебно со вашето излагање во мартот, така беше на средната фотодрим, дека ево партијата за европска иднина и председател ФИЕ се откажа од торбешите. Па би сакал сега да ми кажете дали партијата сега е откажана од торбешите или не. Вие малку потенцирате тука, ама еве колку накратко дека партијата дали стои за... Значи, ние имаме статут, секоја партија има статут. Во статутот на партијата го носи конгресот на партијата. Ние на конгресот кој што беше, мислам дека 2013 година имаме задниот конгрес, исто сме го донеле тој статут и во статутот не е променет. Од формирање на партијата понатака, во статутот стои дека ние ќе се бориме за торбешкото прашање. Фијат и колку сака да кажува дека не за торбешкото, статутот на партијата кажува дека ние се бориме за овој милет, за овој народ. Дали некој не вика така, инако, јас некојаш викам луѓето од нашиот сој, нашинците, некој викаат, значи, тие сме ние кои што сме. Колку сакаме ние да викаме дека не сме посебност, дека не сме торбеши, другите ни викаат така. Фијат Цановски е првиот торбеш што е пратен во Собранието на Република Македонија. Значи, пред да се кога се подполнува листата, се декларираше по етничка заедница. Јас уште пред изборите во 2006 година сум се декларирал како торбеш. И како таков и сега сум, јас не може да се сменам сега во 2006, 2008 и 2011 сум бил во собранието како торбеш и сега сум поинаков. Значи целите остануваат и програмата и статутот останува на партијата и борбата ќе биде понатака. Но може би погрешно разбрале некои луѓе. Ние рековме не треба премногу да се замараме сега затоа што не е ни време да се замараме, нити можеме нешто да направиме за торбешкото прашање. Ќе го направиме, кога ќе бидеме пак повторно во парламентот, во собранието, како што сме го правеле кога бевме, и ќе го направиме кога ќе дојдат наредните пописи. Сега можеме да викаме колку сакаме што сме и како сме, но тука никој не може да ни поможе. Нас ни е целта да ги соединиме сега сите да бидат со нас. Да, луѓето како мене, како тебе, како задржан. Може би некој од нас се смета дека е поинако, дека не е торбеш, нека е негово право, но тој пак нашинец е, пак е ист како нас. Другите не викаат што сме, а ние знаеме што сме. Така да тоа прашање секој ќе остане и ќе бидеме за тоа да се реши. Ние мораме да бидеме дел од уставот, што јас реално, зборувајќи со некои политичари, ќе се залагам да ова држава биде граѓански концепт и да не биде поделена по етнички по етнички заедници. Ние не сме во уставот како торбеши, но ако Македонија го смени уставот и биде држава на сите граѓани на Република Македонија, може да размислуваме поинако. Но пак торбешкото во нас ќе остане. Пак ќе постојат етнички заедници и тука веќе не треба да се размислува дека некој се тргнал од целата работа. Но вратата е отворена за сите. Ова партија е граѓанска партија и без разлика дали некој од Лабуниша се чувствува албанец, некој од Октис и Турчин, некој македонец муслиман, некој торбеш, вратите им се на сите отворени, али статутот го кажува на партијата за кои се целите на ова партија. И тоа не може никој да го смене, само конгрес. Нити фијат, нити никој. Значи, прашањето би беше на место, мислам дека тие што мислат дека мислиме поинаку, не може да мислиме. Јас не се вртам, значи од почеток сум бил таков и таков ќе останам. Ја имам жена албанка. И сега пред 38 години сум женат. Од тогаш вика вие се торбеши. И таков сум, како тако мене не ме вреđало тоа, што ми викале пред 38 години. Така да, и не да не ме вреđа. Сега дури, јас сакам да ме викаат така. Знаете, јас сум поинаква етничка заедница од сите други.
И то го кажав на многу дискусии кои што сме имале порано. Ево, ако се сеќавате, и во 2006-2008 требаше да се мени уставот и требаше да се стават етничките заедници да имат загарантирани пратеници. Па јас тога бев единствен пратеник, се борев исто да бидеме застапени како посебна етничка заедница, иако не бев на тројца, да бидеме загарантирано пратеничко место да имаме. Значи, дури и тогаш сегашните, ево што некои од нашите веќе отишли во ВМРО, вика, ние сме исти. Трајко Велјановски тогаш на една дебатна емисија во живо ми вика, ние сме исти. Јас му викам, господине Трајко, тој не беше тогаш председател на собранието. Ако сме исти, викам, дајте ми ја вашата ќерка за мојот син. Се подцрвена човекот затоа што не сме исти, не може да ми ја даде. Ние сме поинакви. Од сите други сме поинакви и затоа сме торбеши. Тука некаде го заокружили тоа прашање. Вака се малку имаше едно интересно прашање кое што повеќе пати ми го поставува на нашиот портал така. На нас за неколку месеци кога започнува објавувањето на така наречените бомби од страна на господин Озаев, видовме имаше и ваш прислушкуван разговор, така. Тука не би сакал да се осврнам на тоа, имаше прашање дали господин Озаев вети едно време дека сите останати прислушкувани материјали што се речеме што прислушкувани од други луѓе дека ќе бидат доставени до истите, речеме. Дали кај вас покрај она што беше објавено, господин Озаев достави некој прислушкуван материјал, да речеме, што е поврзан со ваши сопратици, членови, симпатици и така нешто? Добро, некои работи треба да останат и тајна. Може ли сега? Во секој случај, јас и кога излегува тие така наречени бомби, знаете дека професорот Берушевски дури беше декан кај мене работеше на ФОН. Сум запознат со многу работи и кога излегува пред да излезат бомбите, мене Заев, што е нормално, ме повика и ми кажа дека има разговори кои што се однесуваат на штетите што ми се направија и дури ме праша дали може да ги објави или не. Јас секако му реков, му потворим како слободно објавувај све што ќе најдеш, дали е во моја корист или не е во моја корист, може слободно од моја страна да објави све. И така се објавија сите тие така наречени бомби. Мене ми дадоа Соединењето од сето тоа што имало, но секако дека не од други луѓе. Јас тој законски не може да даде, да некои други што разговарале. Само разговорите мои јас мене ми ги дадоа и така да тие бомби, тие разговори ги имам. Видовте што се случило во разговорите, иако може би некои беа скептици, мисле дека сме направили, јас сум направил грешки и дека самите тие градби, но се докаже дека и знаев, јас убеден бев дека тоа е наредба на Груевски и со Милијане Киевски заедно, уште тога знаев, уште 2011 година, и се докаже дека навистина овие луѓе не само да се фанатици, него се луѓе кои што навистина немат граница и кои што сакат не само да направат материјална штета, но него сакат да уништат цели фамилии, тоа се докаже. И јас, гледајќи ги сите бомби, ако јас сум торбеш и сме сите исти, мислам дека овие наши луѓе требат барем да имат почит према некои што му се направиле толку штети, кои што сепак се борел за да им помогне на сите нив, и тие штети се направија политички, значи затоа што бев јас председател, затоа што сум отишол во коалиција со СДСМ, тоа лично му го кажа Груевски, затоа не слушам, тоа лично во очи. Да, овие луѓе треба да бидат барем да дадат една максимална поддршка, да такви не останат повеќе во политиката. Јас тие бомби ги пратив во Страсбург, јас имам тужба во Судот за човекови права, уште пред 4 години, пошто тука експресно поминаа сите пресуди, пошто ги кажав и на почетокот имаме политизирано судство и многу брзо очекувам пресудот таму, а иначе во сите тие 34 предмети, мислам дека беа кривични пријави што имаше СДСМ поднесено, меѓу кои е и за мене. Сите тие веќе специјалната јавна обвинителка веќе ги работи и очекуваме од тука дека ќе има брзо некои резултати и дека ќе се поднесат кривични пријави се поднесени, него обвиненија за одредени
персони кои што беа директно инволвирани во моите случаеви, да тие луѓе си одговарат пред правдата затоа што направиле не само на мене, него унишиле животот со цела фамилија во земјите 5 години, но направиле штета на цела држава, на народот. Тука се работи. Јас сум убеден 100% дека штетите ќе ги наплатам од Страсбург, не треба да ги наплатам, нито многу брзо. Мојата тужба е многу голема. Многу големи штети се 68 милиони евра. И плюс камати, тоа се преку 100 милиони евра. Овој народ треба да ги плати. Овој народ треба да ги плати. Тоа е проблемот. Јас и во еден интервју на Ал Джазира имав исто, кога беа бомбите и во ТВ Нова таму. Кажав дека, и пак ќе кажам, мене не ме интересираат, јас сум муслиман камати сега. Нема да ги земам каматите, нема да го пропастам овој народ, не, ќе му ги земам на грујески, доколку биде, но тие камати ќе ги дадам на нашите населени места, на деца без родители, на хуманитарни организации, али штетите се навистина големи. Така да околу бомбите и околу материјалите ги имам за мене, но јас не сакав да имам за другите и не би ни ми дал. Господинот Заев, тоа е незаконски. Последно сега пред неколку дена на вашиот јубилеј тука имаше големо присуство на членови, партиски лидери, на дипломатски од кои симпатизери членови. Меѓутоа имаше и председател на опозицијата, господин Озаев, имаше и тој покрај вас и ваши членови на партијата, имаше и своји излагање. Не интересира, сега веќе јасно дека сте во опозицијскиот блок, тоа е јасно. Дали ќе има нешто повеќе, да речеме, од такво самоучество во опозицијата, некоја соработка, заедничко настапување, веќе за неколку месеци ни предстојат и парламентарни избори. Мислам, заедничко настапување на овие терени, поготово дека каде што одредени политички партии веќе се влезени ми, тоа не е тоа она што овој народ им треба. Видете, ние како политичка партија, која што направиле прослава, поканивме не само со опозицијскиот блок, покана пративме до сите политички партии, како што и секојаш сме праќале, без разлика дали сме имале проблеми со ВМРО или со ДОИ или со било која друга партија, ние пративме покани до сите политички партии. И до цел дипломатски хор. Нажалост, од дипломатскиот хор, иако да беше некој други ден, може да имавме многу амбасадори присутни, пошто имам доста пријатели, но пошто беше и Божич католички, сите беа надвор и немавме многу од дипломатскиот хор, а од ВМРО, ДУИ не дојдоа на прославата, иако имаа покана. Лидерот на опозицијата се озна, сакаше да дојде, сакаше да земе избор. И ние нормално како домаќини му дозволивме да ги поздрави присутните, што е нормално на сите такви прослави или на конгреси, гостите можат да земат збор и да поздрават. Тоа е нормална процедура и протокол. Така да и опозицијниот господин Зоран Заев зема збор, ги поздрави нашите членови. Мислам дека имаше добар говор, се осврна на проблемите во државата и тука сето тоа заврши. Дури имаше дента и посети на наши населени места под Горци на Буништа, мислам. Да. Ние сме опозиција од 2011 година, не сме од сега опозиција, од 2014 сме сами, во 2013 година, во 2012 мислам дека се тргнавме од опозициониот блок, комплет, пошто бевме во таа коалиција. Незадоволни точно ние се тргнавме и јас дадов наредба да излеземе, затоа што тогаш дури СДСМ не поддржа во Торбешкото прашање кога имаше седница за нагласење во собранието. Тогаш рековме ние, пошто не поддржавте, јако беа нити против, нити али беа воздржани, воздржано е против, ние рековме ние се тргаме од таа коалиција. Тогаш беше Бранко Црвенковски председател уште. И тука остана све. Ние за сега го гледам прашањето дали сме во коалиција со СДСМ, ние не сме во коалиција со никога. Дали би? Значи, ние сега сме сама партија, која што мене ми е целта, и на Централниот одбор заднеш што имавме, прво да партијата зајачаме комплетно на терените, да видиме дали вредиме. За да се направи коалиција со било која партија, треба да видиме дали се прават анкети, сите тие што нудат и прават анкети и викат дека по анкетите имате толку гласови и толку вредите и толку може да се договара за претемнички места.
Пред се, значи, овие месеци, мојата цел е да се партијата рестартира комплет, да се вратат сите членови што сме ги имале, да придобиеме нови членови и да имаме добро гласачко тело. Понатака ќе седнеме, ќе се договараме со сите за коалицирање. Јас лично не би сакал и никогаш не би помислил да коалицирам со ВМРО. Да поменем случајќи додека е груевски председател, слушајќи ги сите тие разговори што ми направиле толкави штети, а верувам дека и моето членство комплет што имам подршка не би сакале да имаме таква една коалиција после сите тие бомби. Вратите се отворени за коалицирање со сите. Кој ќе ни понуди подобро, ќе коалицираме, затоа што ние не е работата само да коалицираме со СДСМ, нема ништо да ни даде. Ако имаме јака партија, ако ни дадат пратеници, нормално ќе се договориме да коалицираме и да имаме добра коалиција, да бидеме партнери. Помали, но партнери, а не да се припоиме и да ни дадат било што. Затоа мојата цел е сега да се работи овие месеци по терените, да се воздигне партијата за коалицирање, официјално ќе правиме напролет, ќе разговараме, ќе видиме како ќе биде ситуацијата. Има уште време за сето тоа. Иначе сме сигурно дека сме блиски со СДСМ, па и со другите партии, осим со ВМРО, ние имаме контакти за соработка со сите. Наша единствена цел е да падне оваа диктатура. Тоа е целта, ништо повеќе. Ќе потенцирам тука Маце за ВМРО, рековте веќе и многу добро на крајот од вашето излагање, кога рековте ако треба докрај ќе се борам само да падне оваа власт, така да. И тука мислам дека кажавте се буквално. Видете сега, значи, да падне оваа власт. Ова власт направи големи штети. Ова власт нас не задолжи со неколку милиарди евра. Ова власт имат изнесено во овие 8-9 години неколку милиарди евра кеш пари се надвор излезени. Ние, све ова што се прави, што се ветува, тоа е нереално да се направи. Гледам сега премиерот, оди и ветува се и се што, значи, буквално, али од каде? Значи, така да, ние мораме да се спуштиме на земја и да видиме кај сме. Затоа мораме да бидеме против ова власт. Без разлика и СДСМ, ние партијата ја формиравме против СДСМ. Ние во 2006 беше СДСМ, беше до 2005 на власт. Бевме незадоволни од СДСМ. И затоа ја формиравме партијата. Така да, јас би, нашите членови, малку нашиот милет многу брзо се врти, многу брзо се продава и за многу ситно се продава. Тука ми е малку болката голема, затоа што кога можеш некого за едно обично вработување и да направи многу фамилии да вработи, а гледа дека не треба само еден да живее, треба да се направи добро за цело село. Треба сите да имаме профит, а не фига да има профит од целата таа работа и сега да ги искористи на сите ни. Така да, јас би сакал да сите млади, посебно ево, поголем дел, ја знаете, јас и со политиката сум школувал, сум дал многу стипендии, сигурно дури имавме евиденција, порано околу 500 стипендии можеби сме дали во задните 10 години на наши луѓе, кои што сме ги школувале и кои што сме помогнале да дојдат на прав пат. Не беше целта само за да гласат тие, целта беше да тие се вклопат во овој систем, да бидат не само послушници и метачи, да бидат и директори, да бидат и да раководат со државата. Сега, окей, ја викам, добро е ако нека се вработиле, но пак треба да се бори за својот народ. Не само за вработување, треба да бидеш член. Тука малку не можам да ги разберам дека некој може да биде член во една партија која што не ја припаѓа. Нека не ми забележат, ево сигурно ќе гледат и многу други, но ние во 2008 година кога имавме на листа четврта изборна единица и православни на листата, но Лабуни што не викаја каури. Викам се, зошто ако и Дуи има листа и во трета изборна единица има православни на листата. Толку тој отпор го правеа према нас, не можам да ги разберам, а сега доста гледам од нашите населени места, дури се членови во ВМРО ДПМН ќе го нагласам, не ВМРО, ДПМН значи Демохристијанска партија на македонците. Како може од нас сега, еден муслиман, пошто се муслимани повеќето, како може да биде член во Демохристијанска партија? Се што се тие? Значи, тоа не можем да го разберам. Ние можеме да коалицираме со секого и да бидеме партнери и да живееме заедно и сме живееле со векови овде. Но веќе кога се работи да бидеш член
во некоја партија која што си има предзнак, Тоа и во статутот така го пише. Да, и во статутот и во све. И тоа е во ред, тоа си е нивна партија. Зашто нашите сега може да бидат членови таму? И да бидат, и да трчат, и да работат против нас, а плюс ние сме им помогнале и да ги исколуваме и за све, и за работа, и за 200 евра плата, и плюс и дури не работа, него седат по дома, само да земат тие 200 евра плата. Дали се повредни 200 евра плата или оброзите? Дали се повредни, дали е повредно едно Подгорце, Лабуништа, Октис и Боровец, него 10 души што се вработили. Ние треба генерално да направиме нешто повеќе. Да направиме нешто суштински, да смениме целата работа, а не дали 20 души се вработили. Кога немаш вода во Лабуништа сега, кога немаш основни работи, и се доаѓа, се фали и на крај ништо не се завршува. Ние мораме да бидеме дел од власта, мораме да имаме реален буџет и во буџетот како партнери да се пазариме со тие што излезе наредните, да се врати тоа што заслужува и да се врати да се направат проектите во нашите населени места. Пред крајот на нашиот интервју господин Цановски ни престојува предвремени парламентарни избори. Дали сега тие ќе се одржат на предвидениот датум или не, или подоцна, зависи како ќе се одвива политичката ситуација во нашата држава. Дали партијата за Европска еднина веќе е започната со некоја нова политичка програма, со која што ќе се обиде да добие довербата на овој народ овде, зашто и целта на оваа партија беше токму довербата да го обедини овој народ, што е тука. Како што знаеме со договорот од Пржина, на 26 април треба да се одржат парламентарните избори, што јас лично мислам дека е многу рано и дека нема можност за одржување на такви избори, затоа што ево и лидерот на опозицијата и многу други експерти кажуваат дека прво пред све затоа се отиде на предвремени парламентарни избори со тој договор, прочистување на најбитната работа, прочистување на избирачките списоци. Значи процедурата за прочистување уште не е почната. Значи дека во државава регистрирани се судзаниот попис кој што беше многу одамна, околу 2 милиони жители, а има и 1.800.000 гласачи. Значи дека од задниве години има толку иселени лица, буквално во Македонија има околу 1.700.000 жители и 1.200.000 гласачи. Значи, тие списоци мора да се расчистат и за тоа треба многу време. Но ако притисоците и од меѓународната заедница бидат уште поголеми, па да се оди на тие избори, секако ние како партија мора имаме своја платформа и таа платформа ќе ја градиме со наша програма, која што треба да ги придобие нашите гласачи во нашите региони. Пред све, јас и на Централниот централен одбор кажав дека сакам да направиме на екипа од 10 на луѓе кои што ќе бидат одредени области и експерти и со помош на други експерти кои што реално и работат и кај мене на универзитетот, сакаме да излеземе со една наша програма. Јас и на прославата на 10 годишнината му кажав и на господинот Заев, доколку бидеме ние во некоја коалиција, сакаме да вметнеме нашата програма, да се прифати, која што ќе е битна точно за нашите региони. Така да многу размислуваме и на Македонија требат комплетна нова програма, комплетно да се реструктурира цела држава, затоа што со овие програми до сега што се ветувања и правења видовме дека не отиде нигде. Јас лично ви кажав идентено и сега имаме концепт и реални програми треба да се направат во нашата држава, посебно и за нашите населени места. Кажав и дека има, прво треба да се обработи земјоделие, шумарство, значи околу земјоделието треба да се направи, ќе направиме добра програма, значи и еден добар тим кој што ќе работи со наредната влада на добивање средства од ИПА фондовите и од Европската унија, доколку ја задржиме препораката, кај што сум сигурен, а имам и некои добри големи врски таму, пошто сега и планирам од наредната година и на мојот универзитет да има факултет за земјоделство. Не случајно го правиме факултетот за земјоделство со стручњаци, веќе сега пред некој ден беа од Холандија, која што е една од најразвиените земји, кај што со нови технологии,
со средства од типа програмата од Европската унија. 80 милиарди евра имат обезбедено за наредните 5 години за Балканот, Европската унија, за развој на земјоделието. Тоа се огромни средства. И од тие средства ние со добри програми можеме да направиме многу за нашите населени места. Значи, со отварањето на факултетот за земјоделство, јас би сакал, дури ќе стипендирам некои од нашите деца да се метнат, да влезат и да направиме развој на целото стопанство, посебно во земјоделието и производство на здрава храна. Значи, една од поголемите. Знаеме дека све фали во нашите региони, не е работата ние само да пишуваме програми, на лице место нема средства, ние треба да имаме средства за било која програма. Знаеме што се случува со тој катастрофален буџет преку 3 милиарди евра, од кои што се 300-400 милиони евра за инвестиција, другите одат за администрација и за трошоци. Треба поинаку да биде и тие средства мислам дека можеме многу да направиме се на таква програма. Втората работа, ево се бавам со образование, и јас мислам и убеден сум, не само што мислам, го знам тоа, со развојот на високото образование, со квалитетно образование, ова држава, ево и Струга сме тука, имаме факултети државни и приватни и во сите населени места, али треба да се направи еден голем квалитет на високо образование. Ние треба да ја произведуваме паметни умови и да привлечеме странски студенти. Јас си кажав, значи, ова држава може да живее како што живее Северен Кипар, како што живее дури Бугарија, како што живеат многу други држави. Една Англија има толку многу голем профит од високото образование, затоа што многу одат да студираат таму. Ние имаме голем пазар во Турција. Турција не е многу близка. Турција од 900 до милион студенти не може да се запишат годишно на државните и на приватните студенти, на универзитети. Ништо не е проблем, дури председателот на ЙОК, тоа е Комисијата за акредитација, беше сега пред 2 месеци присутен кај нас и кажа, направете квалитетно образование да ви носиме студенти да заработувате пари. Ова држава може да заработува 100.000 студенти, не се ништо да се во 4 години да се распоредат низ цела држава. Да заработува преку милиарда евра чисти пари од самите студенти. Со било која друга проекти што ги прават, што ги измислуваат фабрики, што дават бесплатно све, не може да ги да добиеш таков профит. Тука веќе ќе би се развие и селски туризам, и градски туризам, и секаков туризам, ако овде имат уште 5000 студенти во Струга. Така да, во тие програми, реални програми ќе имаме, да направиме и да ги презентираме и да можат да имат профит и нашите населени места од сето тоа. Значи сето тоа е дел од нашата програма. Дел од нашата програма ќе биде, но за тоа ти требаат и квалитетни луѓе и луѓе кои што нема да свртат грб. На луѓе кои што ќе треба да им се верува. Ние направивме една чистка, самите некои си отидоа, јас и тие што отидоа ќе ги повикам нека се вратат. Место од партијата има. Отворена покана. Отворена покана. Нека се почнат од местните организации, нека работат, нека се докажат на наредните избори и нека бидат тука дел од нас. Нека не се настрана. Сите. Местото и не во ова партија. Во Струшко сме тука во Струга и во Дебарско Деканско, ние на 3-4 региони работиме. Но да бидат со чисто срце и душа. А не да бидат да играат, да си играат понатака игри. Јас сум направил грешки, секој може да направи грешки. Јас знам дека сум направил грешки, секој човек што работи, но верувајте, ево и пред вас тука и пред сите наши пријатели тука што ќе го гледаат ова, сум одел со честна душа и со честност да помогнам, а не да имам личен профит. На жалост, некој облегува во партија само да направи личен профит. Интересот. Дури, ево, јас имам први братучет кој што сме го ставили од нашата партија да биде советник, отиде да се продаде за ТПА, сега гледам трчат работи за ВМРО. Такви луѓе, ако ми е први братучет, не ми требаат. Не ми требаат. И детето моје нека е син ми, не го сакам да биде тука. Сакам да се направи екипа која што реално, честно сака да помогне на овие луѓе, а не да дојде овде за личен профит. Такви луѓе ми треба. Некаде, господин Савовски, јас би завршувал наше интервју, уште еднаш ви благодарам за времето што ми го одвоивте.
Се надевам дека во текот на овие месеци, доколку ќе имате активности, отворени сме за соработка, се надевам дека ќе ни известувате за било какви средби. И се надевам дека вашите идеи, вашиот план дека ќе успее и работите обично како што викаат луѓето кои што се добри ќе родат добар плод. Они што се со лош плод, тие обично нема да родат ништо. Така барем. Да, ја ви благодарам и на вас. И драго ми е што прв пат после многу голем период и давам прво интервју за... Тешко беше многу да се дадидува, сигурно да кажам право. право. Што го правам за вашиот портал. Знаете дека се гледа тука во нашиот регион. Јас би сакал на крај, пред све и на нашите печалбари кои ще се тука, да им посакаме пријатен престој. Доаѓа денес вечер нова година. Нова година нека помине што побрзова, за да наредната престапна година 2016 ни донесе навистина поголем касмет, поголем ум на сите нас и да го заземиме правиот пат. Ако Господ Аллах да ни даде ум на сите и на сите наши и жители тука околу, да дојдат на правиот пат, да не одат со шејтанот повеќе и да си бидат заедно, да бидеме сите, а заедно ќе бидеме многу појаки. Господ да ни поможи на сите, им посакувам среќа и успех на сите во наредната година. Уште еднаш ви благодарам и се гледаме во разговор.